Дека нема граница помеѓу луѓето без разлика на која вера и припаѓаат, покажаа представниците на Ахмедија Муслим Џематот од Македонија, кои што заедно со своите сограѓани од православна вероисповед вчера во Малешевијата имаа заедничка двочасовна средба која се одржа во хотел Манастир во Берово. Со животот во општините Берово и Пекчево е се поприсутен без разлика граѓаните на која вера и припаѓаат, истакна и градоначалниците од општините Берово и Пекчево кои беа гости на овој настан. Слична порака упати пратеникот во Собранието на Република Македонија Сузана Секуловска. Нашата работа, нашиот интерес е за да се подобруваат животните услови во општината. Дали тоа се работи за граѓани кои се од исламска вероисповед или се работи за граѓани од православна вероисповед. Ние од секогаш сме биле пример за меѓуетнички соживот во општина Пекчево, па овој настан го поддржуваме се со цел за да покажеме дека сме блиски со сите граѓани, посебно на денеска им е празник на граѓаните со исламска вероисповест, па еве би сакал да им го честитам уште еднаш празникот. И бидејќи доаѓам од општина каде што имаме населено место во кое што живеат повеќе етнички заедници како што се роми, турци и тука се и македонците, тоа е населеното место село Црник. Јас слободно можам да кажам дека сме добар пример каде што постои соживот и каде што граѓаните живеат во една убава хармонија, имаат еден хармоничен живот. Исламската вера предпочитува љубов, а не омраз, морал, а не неморал, рекоа верниците од Ахмедија муслиманскиот џемат во Македонија. Некои луѓе имаат среќа што се раѓаат како Ахмеди, а ние имавме најголемата среќа што станавме Ахмеди. Рамазан Бајрам или било кој друг празник не се слави сам и затоа ние искористивме оваа прилика да ги поканиме нашите сограѓани, сите заедно да го прославиме овој празник. Порука е да сви буду... Пораката од денешниот настан е сите да живееме заедно во среќа и радост како символ на еден мултиетнички живот, а воедно и да го почитуваме Бога кој што го створил целиот свет. И обожаваме Бога. Воедно овој настан кој што вчера се случи во Малешевијата го означи и крајот на тридневното празнување на празникот Рамазан Бајрам.